Во градот на древните цивилизации, на духовната традиција, на словенската писменост годинава, Универзитетот Свети Кирил и Методи ја организираше 56-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Во градот Охрид, кој постепено прераснува во летен универзитет по македонистика, македонскиот јазик го изучуваа бројни студенти, влюбеници и македонисти од Балканот, од Европа и од светот. Наставата ја изведуваа универзитетски професори и истакнати научни работници. Радосни сме дека оваа година имавме убава бројка од над 60 семинаристи, учесници од повеќе земји, од повеќе континенти, на повеќе нивоа тие го изучуваа македонскиот јазик, секако според степенот на своето познавање, почетно, средно, напредно рамниште. Рековме, имавме многу настани, многу промоции, многу средби, бевме заедно во соработка, остваривме неколку средби со поетска Ноге Велестово, со Струшките вечери на поезијата, ни гостуваше лауреатот на Златниот венец Влада Урошевиќ, направивме неколку промоции на изданија кои што се врзани со меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, но и со нашите лекторати. Мрежата на странски македонисти во светот постојано се шири и представува огромен потенцијал за афирмација на македонскиот јазик, литература и култура. Таа се гради на летните школи и продолжува во текот на целата година постојаната комуникација со странските македонисти. Од тука произлегуваат заеднички проекти, бројни истражувања, книжевни преводи, докторски дисертации, речници и размена на искуства и поттикнување на идеи и проучувања. Убавината на летната школа не е само во наставата по македонски јазик и во дополнителните активности, туку и воопшто во самата атмосфера овде каде што се наоѓаме. Дел од активностите се случуваат и во затворен простор, но и надвор овде на терасата на Конгресниот центар. Имавме учесници од Народна република Кина, таму веќе на Пекиншкиот универзитет на факултетот за странски јазици почнува со работа лекторатот по македонски јазик. Значи од таму имавме од Јужна Кореја, имавме од Турција и тоа од двата универзитета и од Анкарскиот и од Истанбулскиот, значи веќе имаме два центри по македонски јазик каде што се изучува македонскиот јазик, литература и култура во Турција. Пота секако Руската федерација, од Украина имавме, од цела Европа, таму каде што се изучува македонскиот јазик, литература и култура. Дали преку лекторатите, преку нашите лекторати, или на универзитетските центри каде што некои наши претходни учесници на летните школи го совладале македонскиот јазик и сега како предавачи, како универзитетски професори, ја продолжуваат својата мисија да го предаваат македонскиот јазик на своите студенти, на своите универзитети. Така што, ете, цела Европа, секако тука се учесниците и од Соединетите Американски држави и морам да кажам дека сме задоволни од таа разноликост, од застапеноста на повеќе земји, од повеќе континенти и една убава бројка од над 60 учесници. Работам со група почетници. Семинаристите во мојата група доаѓаат од повеќе земји. Тоа значи дека имаме семинаристи кои доаѓаат од Турција, од Јужна Кореја, од Чешка, од Словенија, од Америка. Да се работи со семинаристи од различни земји првенствено е предизвик, но од друга страна е чест и задоволство, затоа што да ги гледате како, почнувајќи од азбуката, се развиваат и го усовршуваат македонскиот јазик и го засакуваат уште повеќе, е многу убаво чувство. Јас сум Ева Даова, јас сум од Чешка, јас сум ветнамка, јас сум студентка по економија и менеджмент. Прв пат учим македонски јазик. Јас се викам Марија Рибич и јас сум од Словенија. Јас сум студентка
учам македонски јазик први пат. Здраво, јас сум Жале Јасан, јас сум од Турција, јас сум украинистика. Прв пат учам македонски јазик. Јас учам украински јазик во Истанбулскиот универзитет. Јас сум Heather Robertson, јас сум писателка и сега докторант по антропологија. Јас сум од Америка, од САД. Ова е мој прв пат да учам македонски јазик. Јас сум Хебин Ким и од Јужна Кореја. Јас сум студентка во Јужна Кореја и сакам да учам македонски. Први пат учам македонски јазик. Годинава на 56-та летна школа имаме навистина многу убава бројка и, да кажам, шарена бројка на семинаристи, на учесници од многу земји. Во мојата група, односно во групата што ја водам, а тоа е групата за средно рамниште, B1, B2, имам 9 учесници и тоа од повеќе земји, од Полска, од Србија, од Турција, од Унгарија, од Народна република Кина и од Хрватска. Мојата група е исклучително заинтересирана, активна. Ниту еден од нив нема пропуштено ниту еден час. Тоа исто така кажува дека се навистина заинтересирани. Здраво, јас сум Филис Чормекчиолу од Анкара, од Анкарскиот универзитет. Јас сум асистентка во катедрата бугарски јазик и литература. Учам македонски јазик за да споредувам литературата, бугарска литература и македонска литература. И многу ми се допаѓа македонски јазик, литература. Ова година јас учам литература и многу ми се допаѓа јазик, литература и култура. Сега, ова година, многу познавам други луѓе, македонците, и кога јас сум во автобуса и зборувам македонски и те кажуваат дека сум симпатична и така, и познавам луѓе од Македонија и многу ми се допаѓа да познавам други луѓе. Се викам Јан, доаѓам од Полска. Учам во Следскиот универзитет во Катовице, чешки и словенечки. Македонски учам веќе година, а неколку месеци. Почнав да го учам македонски од малку случајно. Бев два пата во Македонија. Многу ми се допаѓаше и сакав да продолжувам авантурата со Македонија, да доаѓам во Македонија со локалниот јазик. Македонски многу ми е интересен заради своите архаични конструкции и заради исто интересни инновации. Многу е друг од другите славански јазици. Многу е далек многу е далек од полскиот јазик и кога учам македонски, мојата словенска интуиција не секогаш работи. Годинава интересот за изучување на македонскиот јазик, литература и култура е голем. Имаме околу 70 семинаристи од различни земји, од повеќе континенти, така што таа традиција, што е почната во 1967 година, кога е основан семинарот за македонски јазик, не само што се одржува, туку и се надградува. Можам да кажам дека навистина сме задоволни од бројот на семинаристи оваа година и тоа покажува дека интересот за македонскиот јазик не се врзува само за Македонија, туку и за надвор, границите надвор од неа. Така што се надевам дека таа тенденција ќе продолжи и во иднина и дека тој број ќе се зголемува. Имаме основа да се надеваме на тоа, бидејќи универзитетите од каде што доаѓаат
семинаристите на оваа летна школа имаат навистина одлични професори кои водат грижа за одржувањето на интересот за македонскиот јазик, литература и култура. Здраво, јас се викам Цјао Чен. Цјао е името и Чен е през името. Јас сум од Кина и работам како професорка по македонски јазик во Пекинскиот универзитет за постстрански студии. Втор пат сум тука и во 2018 година бев тука за прв пат. Имаме околу 7 студенти и соработам со професор Симон Састов од УКИМ. Ние соработиме онлайн. Да. И тој исто предава македонски јазик на кинески студенти, да, онлайн. Јас се викам Тиени Дан, јас сум од Кина и сега учам и живеам во Пекин. И прв пат сум во Македонија, учам македонски јазик. Ќе продолжам да учам македонски јазик. Да, се разбира. Ќе продолжиме да учиме македонски јазик. Да. Ова за мене представува драгоцено искуство, затоа што благодарение на семинаристите ние можеме да го шириме, да ја шириме љубовта кон нашиот јазик и нашата култура. Најчесто досега сум работела со почетници, најчесто апсолутни почетници, меѓутоа годинава работев со почетници, почетно среден, односно со семинаристи од словенските земји. Имаме, значи, секоја година различно искуство, и можам да кажам дека годинава навистина сите учесници што беа и во мојата и во другите групи се трудеа и работеа посветено, максимално, значи се посветеа на изучување на македонскиот јазик. Тие ќе бидат нашите амбасадори во светот и голем дел од нив се заинтересирани да продолжат и понатаму да го изучуваат јазикот, па се надеваме дека и понатаму ќе доаѓаат на летните школи, ќе се усовршуваат, ќе преведуваат наши дела, наша литература. Јас сум по потекло од Чачак, ама сега сум на докторски студии на Белградскиот универзитет и се занимавам со преводните српско-македонски дијалекти и со тоа е сврзана темата на мојата докторска дисертација сврзана со тоа практично. Јас веќе долги години доаѓам на семинарот, односно сега ми е 6-тиот пат, така ми се чини, од 2016 година доаѓам веќе. Сега ги следам часовите во почетната група, за разлика, бидејќи од октомври во Вроцлав на нашиот универзитет ќе почнеме и со лекторатот по македонски јазик и затоа така повеќе гледам од методичка точка. Ова е прва година, иако ние со македонистиката се занимаваме веќе со години, односно имаме македонистичката работилница во Вроцлав, која што е, мислам дека прва научна единица во Полска, ама до сега се занимававме само со истражување и со наука, а сега ќе прошириме малце. Годинава, исто како и лани, се наоѓам на предното равниште, дакле тоа е повеќе насочено на изучување на јазикот, нели? А претходно имам учествувано и во групи за преведување и исто така на средно равниште. За мене беше навистина голем предизвик да се работи со група како што е ова на напреднатото рамниште литература на ова летна школа. Зошто? Затоа што во неа беа исклучителни познавачи на македонската литература, културено, со тоа и на македонскиот јазик, афирматори на македонската литература и култура низ светот, кои тоа го имаат остварено преку своите истражувања, меѓутоа и преку своите книжевни преводи. Работам на Државниот универзитет Ломоносов, на Филолошкиот факултет,
предавам македонска литература, македонската цела од почетоците до најновите појави и кретења во македонската литература. И јас пред се сакам да му се заблагодарам на семинарот по македонски јазик, литература и култура, дека ме кани редовно. Јас редовно учествувам во семинарот и настојувам да се запознам тука што е повеќе може со ти најнови кретења во македонската литература, да зборувам со истражувачи по македонската литература, да се гледам и да имам некој разговор со писателите македонски современи. И то многу за мене значи и како резултат дојде до објавување на една книга. Тоа всушност овако преглед на македонската литература на современ јазик, значи на македонскиот литературен јазик од почетоците се па се до 21 век. Доаѓам почесто во Македонија, бидејќи го ја преведував поезијата на Ацо Шопов на македонски јазик, која година ова збирка на поезијата од Ацо Шопов се објави во една значајна издавачка куќа во Краков, Университас. Тоа беше збирка двојазична, на полски и на македонски јазик. Тоа беше предизвик, ние работиме со целата фамилија, мислам, со сопругата, со внукот. Тој ја читаше, гласно читаме во домот, во куќата, поезијата на Ацо Шопов, да знаеме како звучи, како е прекрасно звучи и како може да се чита на полски и да се слуша на полски јазик. Јас се викам Јежи, јас сум од Полска, јас сум четврт пат во Македонија, ама прв пат тука на семинарот на македонскиот јазик. Јас почнав да се учам пред еден месец. И сега две недели. Мошта значено е што во групата има и понови странски македонисти кои со исто толкова посветеност, со исто толков жар се подготвени македонската литература да ја афирмираат во годините пред нас. Од тука составот од 8 семинаристи од неколку држави, од различни страни на Европа, кога се говори на македонски јазик и се анализира токму она преку кое што јазикот најдобро се остварува. Литературата, и тоа преку она што е македонска книжевна историја, но и преку она што е актуелна македонска книжевна стварност, а паралелно се прават напори и за некои први преводи на дел од она што е поместено во учебникот Везелка, но и од посебен подготвен материјал за оваа летна школа, имајќи предвид и некои од значајните јубилеи и другите програмски содржини. Верувам дека ќе доведе и до некои нови резултати надвор од оваа школа. Доаѓам редовно на семинарот за македонскиот јазик, литература и култура. Прв пат бев тука во 2010 и се влюбив во македонскиот јазик. Инаку дома во Чешка сега предавам словенски јазици, македонскиот јазик исто на Масариков универзитет во Брно. Инаку сум исто вработена во Шлескиот универзитет во Опава и во универзитет во Глазгов. Па интерес за учење на македонскиот јазик, на запознавање со македонската литература е постојан. Можеби нема многу студенти, но има квалитетни кои веќе стануваат преведувачи, имаат објавени преводи, тие се учители по македонски јазик, значи водат курсеви, така што верувам така и ќе остане. Разговарајќи со семинаристите, забележавме дека и само во изминативе 2-3 години се имаат соучено исклучително значајни публикации за македонската литература надвор од Македонија. Преку книжевни преводи, меѓутоа и преку значајни студии. Бројката на тие објавени публикации е над 10 само од оваа група. Од тука задачата да се работи со нив и дадената доверба да се работи со нив подразбира
предизвик да се создаде поттик за следни такви остварувања и во годините пред нас. И искрено верувам дека тие ќе се случат. Во рамките на меѓународниот семинар се одржа 50-та меѓународна научна конференција посветена на 100 годишнината од раѓањето на нашиот великан на поезијата Ацо Шопов и 120 годишнината од објавувањето на епохалното дело на Крстен Мисирков за македонските работи, на која 80 македонски и странски експерти ги презентираа своите најнови истражувања. Сакам да честитам на научната конференција по македонскиот јазик, литература и култура, она што се вика научна дискусија, која годинава има да се одржа веќе 50-тиот пат. Значи, ето, знаете и како и за една личност, специјално за наука. 50 годишна возраст е возраст на зрелоста. Така да, вистина, честитки мои за таа научна дискусија. Јас ќе да учествувам со еден реферат му посветен на големиот македонски поет Ацо Шопов, затоа што и годинава и 100 годишен юбилеј има, а Ацо Шопов, како што е познат, е навистина еден од најголемите македонски поети и практично одигра многу, понекогаш и најважна улога во формирањето и развојот на развојните етапи на современата македонска литература. На конференцијата ќе говорам за Ацо Шопов, ќе го представам како препејувач на прочуената збирка за деца Цицибан од словенечкиот поет Отон Жупанчич. Ова е единствениот превод од словенечки на Ацо Шопов, но многу популарен, повеќе од 10 изданија, бидејќи, може би се сеќавате, тоа е и училишна лектира за време на заедничката држава. Поезијата на Ацо Шопов, исклучително оригинален македонски поет, не е надалеку позната во Полска. Овој двојазичниот избор, што ја представувам сега, од неговата поезија на македонски и на полски, пополнува една голема и незаслужена празнина. Изборот почнува со песната Очи, за која Шопов еднаш изјави дека не е само навестување на неговите идни поетски преокупации, туку е предскажување за сиот негов поетски живот. Во тој поетски живот Шопов мина низ различни фази, во кои неговите песни секогаш носеа и по форма и по содржина нешто сосема ново. Тоа е многу важно во поезија на македонската културна сцена. Како учесник на меѓународната научна конференција оваа година, за мене предизвик е творештвото на Ацо Шопов и се надевам дека како и најголемиот дел од учесниците, имајќи ја предвид програмата, ќе придонесам кон отворањето на некои нови, досега навистина неотворени прашања и неисчистани сегменти од опусот на Шопов. Токму преку овој научен собир ќе можеме да покренеме прашање и да исчитаме сегменти од опусот на Шопов кои досега не биле третирани од нашата книжевна наука. Творештвото на Шопов веќе го гледаме во голем број преводи. Преку оделни книги од децениите на насот го гледаме преку оделни преводи кои што настана, вклучително и преку школите на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, особено зборникот Шопов на 11 јазици од третата зимска школа. Но токму со оваа конференција убеден сум дека ќе се случи едно вистинско меѓународно научно исчитување на Шопов, а тоа е она кое што навистина е потребно во мозаикот за да можеме да кажеме дека и во оваа година, кога ја честуваме 100 годишнината од раѓањето на Шопов, навистина како книжевна и културна средина сме го оствариле влогот кој што е потребен. Преку научните дискусии сигурен сум дека нема да запреме само во оваа 2023 година, туку дека ќе бидат поттик за истражување кои што ќе продолжат и понатаму. И тоа што е значено не само во нашата македонска културна средина, туку воопшто во советскиот свет и воопшто во филологијата од сите оние кои што се интересираат за македонската литература, македонската култура и следствено за тоа
за македонскиот јазик кој како што не еднаш се рекло најдобро се остварува токму во книжевност. Јас учествувам со реферат заедно со колешката професор доктор Катарина Ѓурчевска-Атанасовска од катедрата за преведување и толкување на Филолошкиот факултет Блаже Коневски при УКИМ во Скопје. Нашата тема е поврзана со преведувањето, односно од областа на транслатологијата и тоа конкретно со дејноста на Горан Стефановски и експресивната лексика, односно преведувањето на експресивната лексика од македонски на англиски јазик во драмите на Горан Стефановски. Тема од каде доаѓа интерес за Македонија и за македонскиот јазик или македонските дијалекти и потоа македонскиот јазик. Значи, затоа ќе зборувам. Повеќе во 20-тиот век имало голем интерес. Излезоа неколку речници од Иван Доровски, например. Тоа беше исто за студенти, од Карл Хора исто. И сега ни излезе нов речник, тоа е тематски речник за студенти, значи и затоа ќе зборувам. Какви беа какви проблеми имавме, што како можевме да или не можевме да преведеме некои зборови така. Лингвистите велат, за јазикот не постојат граници. Каде што се зборува, таму и постои. А според она што го видовме и слушнавме од сите зборувачи, проучувачи, преведувачи, пишувачи, лектори, влюбеници и истражувачи на македонскиот јазик, јасно ни покажаа и докажаа дека мисијата на нашиот вековен јазик постоела и ке постои. Со тоа што покажуваме дека 50 години во континуитет имаме наука посветена на македонскиот јазик, литература и култура, тоа покажува дека сме на стабилни нозе и дека немаме никаков проблем околу тоа кои сме, што сме и зошто сме. Потврда секогаш е најсилната потврда е секогаш кога доаѓа и од страна. Кога некои странски слависти, македонисти, балканисти, така натаму, разни проучувачи, преведувачи ќе дадат потврда на тоа постоење и на македонскиот јазик, македонската литература и култура. Така што ова навистина треба да ни биде приоритет. Да го негуваме меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и секако да вложуваме уште повеќе во таа научна, на полето на таа научна конференција, да ги потикнуваме странските македонисти да доаѓаат овде кај нас, да истражуваат македонската култура.